Сметката на јавното предпријатие Чистота и зеленило може да се одблокира само со владина помош, рече градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски на денешниот брифинг со новинарите, одговорајќи на прашањето дали општината може да го плати долгот на предпријатието кон управата за јавни приходи. Градоначалникот потенцираше дека освен кон УЈП, комуналното предпријатие има долгови и кон јавни предпријатија во државна сопственост на централно ниво. Но фактот е дека покачување на минималните плати, а не покачување во реципроцитет на цените на услугите кои што овие јавни предпријатија ги даваат кон граѓаните, дефинитивно ја оттежнува и така тешката финансиска работа во овие јавни предпријатија. Конкретно, јавно предпријатие Чистота и покрај сите обиди за извршување, иако не е согласно законот, бидејќи, видите, вие согласно законот не можете да извршувате јавно предпријатие кое што е давател на јавни услуги и преку тоа извршување да ја загрозувате состојбата на градот и граѓаните во кое што се наоѓа. Но за жал, овде постојат политичко, судско, медиумски, квазимедиумски контакти и интересни групи, кои што се обидуваат по секоја цел да наштетат на актуелната локална власт, сакајќи во јавноста да ја прикажат дека е неспособна. И јас ги убедувам дека и оваа ќе го надминеме, но исто така и ќе ги утврдиме намерите на сите поединци кои што сакале да наштетат на граѓаните со ваквите постапки. Значи, јавното предпријатие може, јас го дадов одговорот, може да се одблокира само со владина помош. Работиме со Министерство за финансии на еден проект да се обидеме, бидејќи основната причина за блокадата на јавните предпријатија се долгови на јавните предпријатија кон Управа за јавни приходи и кон јавни предпријатија во државна собственост на централно ниво. Тоа се Водостопанство на Македонија и други државни институции. Доколку Министерството за финансии во соработка со ЗЕЛС и општините изнајде модел како ќе трансферира средства финансиски да се затвори кругот, тогаш може јавните предпријатија да излезат од криза, дополнително да се направат нови планови за санација финансиски и со буџетски средства на општините да се импутираат поголеми средства во јавни предпријатија, бидејќи претходно ви прочитав. Следна година општина Куманово ќе има 27 проекти кои што ќе бидат финансирани од буџетски средства. Како се развлече тој процес со владата? Например, трае 6 месеци. Што ги прави предпријатието? Па не само тоа, првично тоа е извршување кое што во моментов се случува во јавното предпријатие апсолутно спротивно на закон. Јас не знам кој извршител може и по кој основ и било кој судија може да дозволи извршител, бидејќи таму имате во делот на извршувањето со закон дефинирано дека не можете да извршувате некој кој што дава услуга. Замислете, тогаш предпоставувам ако дојде до блокада на јавно предпријатие, ќе се соочиме со порадикални мерки во центрите од каде што доаѓаат овие интенции. Во конкретниот случај тоа го одобрил судот. Судот направил пропис. Видите, општина Куманово кога дојдов јас работеше со рамка, финансиска рамка. И прва недела дојдоа да го извршуваат имотот на општината. Претходно не дошол никој. Што дојде извршител да ги извршува дуќаните во занаетчиски дом кои што се во собственост на општина? Па не може. Согласно законот вие не можете да ми го земете компјутерот на кој што јас ги евидентирам сите мои податоци за сметки, претплатници, кој ми плаќа или не ми плаќа. Но видите, овде по системот сила Бога не моли, дајте да најдеме некоја точка или дупка во законот, но ќе ги поврземе имињата и многу брзо ќе го добиете одговорот преку директорот на јавното предпријатие. Инаку немаме намера да го оставиме ниту јавното предпријатие, ниту вработените, ниту пак граѓаните во овој случај без услуга соодветна од страна на јавното предпријатие. Ни во ова јавно предпријатие, ни во останатите јавни предпријатија. Дали имате уште нешто?
Може. Многу трајаме на се измину. Вашата партија и вие јавно веќе информиравте. Вашата партија и вие веќе јавно информиравте дека ќе наставите на предстојниве избори. Во јавност во малку конкретно поделуваат информации за ваши опоненти, меѓу кои некои изминат на лица кои што биле поранешни директори, актуелни мислам дека и раководители во општината, во вашето здружение претходно. Како гледате на оваа состојба и каква е состојбата во локалниот огранок на Знам? Има ли поделба? Во Знам нема поделба, Знам не бил никогаш толку јак како што е денеска. Знам е политичка партија нова, која што се шири од ден на ден, се доекипира со нови капацитети што се однесува до сите опоненти. Јас ја почитувам одлука на секоја индивидуа која што ќе реши да се кандидира и да влезе во процес, да се биде кандидат е поприлично голема работа. Значи, јас сум бил кандидат, сум учествувал на избори, сум се стекнал со довербата на државата, да, ќе трчам за трет мандат, тоа го потврдија од мојата политичка партија. Граѓаните ќе бидат тие кои што ќе ценат. Нема ништо вечно, или ќе го препознаат континуитетот, или ќе бараат нешто ново, но како и да е, онаа што можам да потврдам е дека Знам нема неединство. Знам расте како политичка сила не само во Куманово, на територија на цела Македонија. Стекнува епитет на респектабилна политичка партија, иако само година и половина, но сепак се развиваме многу сериозно. А тие, кој како делува, а ти на кој начин делуваат, тоа останува дали индивидуите или пак веќе постоечките политички субјекти, тие си го носат својот товар или како што биле граѓаните, секој во животот со свој крст, па на крајот нека цени јавност. Јас сакам сосема за крај да ви информирам за уште еден настан кој што ќе се одржи во месец јули, а тоа е Европска младинска олимпијада, која што ќе се одржи од 20 до 26 јули оваа година во организација на Македонскиот олимписки комитет. Настанот ќе се одржи во Скопје и во Куманово. Олимпијадата ќе биде отворена во Скопје, зашто дополнително ќе информира и од Македонскиот олимписки комитет. Овој проект е финансиски поддржан од страна на Македонскиот олимписки комитет, на владата и на општина Куманово. Ние добивме како град признание, како град во кој што во континуитет се развива спортот, но исто така и се вложува во спортската инфраструктура и во рамки на овие активности. На 21 јули ќе биде пуштена во употреба и нашата Кумановска спортска сала со надпревар на македонската младинска репрезентација во кошарка. Куманово ќе биде домаќин во текот на овие 5 дена на 3 дисциплини. Тоа се најдобрите 8 европски екипи младински во кошарка ќе им бидеме домаќини, ќе се одиграат сите надпревари тука, а исто така ќе бидат и над 49 држави ќе бидат представувани во велосипедизмот, и тоа маунтбајк и роудбајкинг. Значи ќе имаме и кружни трки низ градот и дополнително нашата локација која што е од страна на меѓународни маунтбајк здруженија оценета како една од најквалитетните на Балканот. Тоа е на студена вода, ќе биде искористена во оваа прилика, а ние ќе уживаме во сите тие спортски настани, а конечно ќе имаат можност и граѓаните да ја видат спортската сала и низиното повторно пуштање во употреба, кое што ќе биде свечен чин за сите граѓани, зашто ќе одржиме уште една пресконференција и конкретно ќе ги информираме граѓаните. И дополнително да ве информирам за уште
една ситуација, тоа е дека општина Куманово активно работи и соработува со австријската амбасада и дополнително со покрајината Тирол во Австрија на зајакнување на нашите капацитети на противпожарните единици. Во моментов, значи, наши делегации представувани од пожарникари го посетија Тирол и разговараме за формирање на доброволно противпожарно друштво, кое што веќе е формирано во функција, секојдневно се зголемуваат бројот на членовите на доброволното противпожарно друштво. Целта е да воспоставиме и соработка за обуки, што значи дека очекуваме дека наши пожарникари во иднина ќе се обучуваат во обучниот центар кој што е изграден по пат на донација во Република Хрватска во Осијек, донација од страна на тиролската влада, а ние до крајот на годината очекуваме согласно овој проект да добиеме минимум едно противпожарно возило кое што му е неопходно на градот во одлична техничка состојба, а тоа е истото онаа возило кое што градот Скопје го купи пред некаде 3 години и чини над 700.000 евра со скала, систем за спасување и дополнително уште едно адаптирано возило за интервенција на шумски пожари. Ние би сакале во рамките на овој проект да ги зголемиме нашите капацитети и нашето искуство и да го зголемиме нивото на волонтеризмот во онаа што значи доброволни противпожарни друштва и нивно реално опремување и стационирање на поголем број на пунктови на територија на општина Куманово, каде што нашата противпожарна единица покрива. Ви благодарам. Дали има други прашања? Јас имам едно политичко. Ајде. Повелете. Вие сте единствениот кандидат за градоначалник за сега, што официјално е потврдено. Меѓутоа, некако вашиот коалициски партнер калкулира, уште нема официјална информација дали ќе бидете подржани, ќе бидете ли вие единствен кандидат за градоначалник на коалицијата на Знам и на Значи, и јас официјално сум и ќе бидам кандидат за градоначалник на движење Знам за наша Македонија, што се однесува до поддршката од нашиот коалиционен партнер или нашите коалициони партнери. Тие преговори се во тек, треба да резултираат некаде до крајот на овој месец, можеби и порано, но како и да е, за тоа ќе мора да се обратите кај нив да ви дадат конечниот одговор, но знам како политичка партија е подготвена во Куманово да трча со најквалитетна листа на кандидати за советници и со веќе потврден кандидат. Ќе биде ли жена носителка на листата само? Не можам да ви одговарам за нешто за што не сме разговарале во партија. Освен во Куманово, каде има кандидати за Па ќе имаме во поголем број на општини низ Македонија, во рамки на наши можности, се уште разговараме со коалицијските партнери, тоа ќе бидат општините каде што Знам освои значителна поддршка на последните претседателски и парламентарни избори. Ќе видиме. Фала и на вас. Од дневниот билтен на регионалниот центар за управување со кризи ги издвојуваме следните настани. Територијалната противпожарна единица Куманово регистрира 3 интервенции во текот на изминатото денонокие. Пожарникарите, освен што интервенирале на опожарен смет во Средорек и во населбата Перочичо, на улицата 11 октомври испумпувале вода од подрум.
Регионалниот центар за управување со кризи вчера бил известен од бројот 112 за итни случаи дека во 11 часот и 30 минути во селото Матече женско лице било погодено од струен удар пошто е хоспитализирано во општата болница Куманово во живото загрозувачка состојба. За овој случај информираат и од секторот за внатрешни работи Куманово. Според полицијата од општата болница во СВР Куманово било пријавено дека кај во безсознание била донесена 36 годишна жителка на село Матече, општина Липково. Според пријавеното, таа се здобила со повреди од струен удар додека чистела во дворот од семејната куќа во близина на машина која била во дефект. Надлежните органи извршиле увид на местото на несреќата. Ке трчам за трет мандат, а граѓаните се тие кои што ке ценат, рече на денешниот брифинг градоначалникот Максим Димитриевски. Во Знам нема поделби, партијата е нова и се доекипира со нови капацитети, потенцираше Димитриевски. Во Знам нема поделба, Знам не бил никогаш толку јак како што е денеска. Знам е политичка партија нова, која што се шири од ден на ден, се доекипира со нови капацитети што се однесува до сите опоненти. Јас ја почитувам одлука на секоја индивидуа која што ќе реши да се кандидира и да влезе во процес, да се биде кандидат е поприлично голема работа. Значи, јас сум бил кандидат, сум учествувал на избори, сум се стекнал со довербата на државата, да, ќе трчам за трет мандат, тоа го потврдија од мојата политичка партија. Граѓаните ќе бидат тие кои што ќе ценат. Нема ништо вечно, или ќе го препознаат континуитетот, или ќе бараат нешто ново, но како и да е, онаа што можам да потврдам е дека Знам нема неединство. Знам расте како политичка сила не само во Куманово, на територија на цела Македонија. Стекнува епитет на респектабилна политичка партија, иако само година и половина, но сепак се развиваме многу сериозно. До утре вечер на полноќ ќе трае првото електронско пријавување во јунскиот рок за запишување ученици во прва година во јавните средни училишта во државава за учебната 2025-2026 година. Пријавувањето на учениците е со електронско аплицирање преку линк до системот за електронски услуги на Министерството за образование и наука, со посебна најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на schools.mk. Откако ќе заврши електронското пријавување, учениците на 18 јуни и на 19 јуни треба да ја достават потребната документација до училиштата. Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места секое училиште ќе ја објави на 20 јуни најдоцна до 12 часот на јавно место во училиштето или на училишната интернет страница. Солиден е интересот од граѓаните за денешната крводарителска акција што ја организираше Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово, информира подпредседателот на партијата Владимир Михајловски. Акцијата е во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и Општинската организација на Црвениот крст од Куманово. Уште на повикот го нагласивме поводот, тоа е светскиот дел на крводарителите, како и роденденот на партијата на 35 годишнината од основањето на партијата ВМРО ДПМН, одзивот е сосема солиден, да кажам дека значително зголемен од претходните години, забележан е интерес кај доста луѓе, истите не се дефинираат како политички припадници или нешто, значи граѓаните се сериозно заинтересирани, бројката е зголемена, дури имаме забележено и луѓе кои доаѓаат од страна, односно не се од Куманово и околината, што е посебно задоволство и посебна привилегија да бидеме учесници во една таква процедура, во едно такво дејство. Пораката е дека во денешнината ваквите дејствија, дарувањето крв се едно индивидуално јунаштво кое треба да биде пример за секого и е најдобар начин да се направи убаво нешто за себе и за околината.
Денеска, значи, во соработка со Црвениот крст, а по повод Светскиот ден на крводарителите, се организира крводарителска акција во Куманово. До сега бројот на крводарители е задоволителен, дарува 29 дарители, од кои што 22 мажи, 7 жени, а 5 стана за прв пат крводарители. Благодарение на овие крводарителски акции, бројката е задоволувачка. Крводарување може да обави во општата болница во Куманово. Таму се дарува крв секој понеделник и четврток. За повеќе информации во однос на работно време каде може да даруваат и крводарителски акции, може да најдат на нашата Facebook страна Крводарители Македонија. Улогата на граѓанското општество и локалните институции во процесот на пристапување кон Европската Унија беше насловена работилницата што се одржа денеска во кружната сала на поранешен комитет, организирана од невладините организации Сонце, Лулуди, Ромскиот ресурсен центар и Симплексис од Грција. Предходно во рамките на проектот Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ беа реализирани промотивно-едукативни активности и на градскиот плоштад. Овој караван се организира во склоп на проектот Roma for EU, така се нарекува името на проектот. Тоа е поддржан од Европска комисија и тука се 4 партнери, невладината организација Сонце како носител на проектот и партнери сме невладината организација Лулуди од Скопје, Ромски ресурсен центар исто од Скопје и партнер имаме Симплексис од Грција. Ова е ние веќе трет ден од караванот. Инаку караванот ќе трае 10 дена низ цела држава, значи ќе опфатиме 10 градови, освари 10 места, така што во Скопје ќе имаме 2 места и другите се во Велес, во Штип, во Куманово, Тетово, Дебар, Прилеп, Битола и како што ви спомнав, 2 во Скопје. Целта на овој караван е да ги информираме, како што го гледате и насловот на проектот е Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ. Да ги прашаме граѓаните и да ги запознаеме со начинот на пристапување, како можеме ние како заедница, меѓутоа како и локална заедница од општиниве можеме да помогнеме за тој пристап кој е веќе подолг период се одвива, нели, повеќе од 30 години, не можеме никако да имаме подобри реформи во државата и да имаме подобар пристап за ЕУ. Ги прашуваме граѓаните што би се случило кога ќе влеземе во ЕУ. Еве тука го гледате таа табла, прашањето како изгледа мојата заедница во ЕУ. Гледате, граѓаните имаат своји размислувања. Од една страна, да, се разочарани со моменталната ситуација во општината, меѓутоа се надеваат на подобри услови, подобри пензии, подобри работни места и подобра слободно движење на граѓаните низ Европа. Се надеваме дека тоа во брзо време ќе ни се случи на сите со нашата држава. Тоа, како што ви кажав, тоа е еден вид на интерактивни активности со граѓаните, ги прашуваме, им даваме информации кои се пристапот до ЕУ и што би требало да се направи како заедница. Денеска во Куманово се одржа работилница на тема улогата на локалните институции и граѓанското општество во процесот на пристапување кон Европската Унија. Работилницата беше организирана од страна на Асоциација за демократски развој на ромите Сонце од Тетово, Ромската асоциација за жени и млади Лулуди од Скопје, Ромски ресурсен центар од Скопје и Симплексис од Грција. Работилницата имаше за цел да поттикне диалог помеѓу представниците на локалните институции и граѓанското општество за нивната меѓусебна улога во самиот процес на пристапување кон Европската Унија. Се опфатија темите околу важноста на самиот процес и реформите кои што нашата држава треба да ги направи во процесот на пристапување кон ЕУ, улогата на
граѓанските организации и локалните институции во самиот тој процес и се зборуваше за предизвиците во процесот и како и можностите и потребната поддршка која што треба да ја имаат локалните институции и граѓанските организации во тој процес. Некои од предизвиците кои што се идентификува се неинформирани граѓани, недоволно човечки ресурси за имплементација на реформските процеси и недоволна искористеност на европските фондови. Како можности се утврдија можноста за учество во консултативни процеси, како и во така наречените секторски работни групи кои што работат на реформите во пристапувањето кон ЕУ, правење подготовка на кампањи со цел информирање на граѓани и заедничко аплицирање за искористување на средствата. Денешната тематска работилница се организира во рамки на проектот Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ, финансиран од Европската Унија, имплементиран од СОНЦЕ, ЛУЛУДИ, РРЦ и Симплексис од Грција. Полициски службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај при СВР Куманово вчера лишиле од слобода двајца возачи од Куманово и од Скопје. При контрола на патниот сообраќај полициските службеници сопреле патничко моторно возило Volkswagen Vento и по преземени мерки било констатирано дека возачот бил под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,69 промили алкохол во крвта. При контролата било утврдено дека и вториот возач возел под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,84 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило. Преку Министерството за образование и наука за следната учебна година ќе се доделат најголем број на стипендии за дуалното образование досега, односно 1570 стипендии за учениците кои што ќе се запишат во дуални паралелки во средните стручни училишта, соопшти владата. За тоа дека вложуваме во дуалното образование и ги стимулираме и компаниите за нивна поголема вклученост, покажува и тоа што над 550 компании оваа година директно ќе бидат вклучени во практична обука на учениците што ќе се запишат во дуалните паралелки. Воедно ова значи дека учениците со завршување на средно стручно училиште ќе имаат поголема веројатност за брзо вработување во најголем дел во компаниите каде посетувале пракса или пак да продолжат со своето образование на некои од универзитетите во државата, се наведува во владиното соопштение.